Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со настаните од регионот Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Општинската организација на Црвениот крст Велес традиционално и оваа година го одбележаа Светскиот ден на првата помош. Во детската градинка Димче Мирчев се бара место повеќе. Стартува новата сезона на Велешкиот театар Јордан Хаџи Константинов Джинот. Првата и премиерна представа за оваа сезона е Добрата надеж. Волонтерите на Општинската организација на Црвениот крст Велес традиционално и оваа година го одбележаа Светскиот ден на првата помош. Оваа година истиот се одбележува под името Првата помош за и од децата. Преку симулирани повреди и нивно правилно санирање, волонтерите на Општинската организација на Црвен крст Велес, клубот на млади, го одбележа Светскиот ден на прва помош. Оваа година истиот се одбележува под мотото Првата помош за и од децата. Особено е важно младите да имаат способност да бидат инволвирани во спасување на животи на своите врсници или членови на семејството. Од витално значење е секој да знае прва помош, а посебно ние младите, бидејќи Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина гледа на младите како промотори на првата помош и како лица кои се дел од заедницата кои можат да направат промена и да спречат. Според представниците на итната медицинска помош, исто така е важно младите да бидат обучени за навремено и правилно укажување прва помош. Сведоци сме секојдневно на голем број сообраќајни незгоди, како во самиот град, така и надвор од градот, и кога повеќе деца би биле спремни да укажат прва помош, тоа би било од голема корист за сите граѓани, па и за нас како служба за итна медицинска помош, каде што сум вработена, за да можат да укажат помош додека да стасат соодветните екипи. Повеќе од 150 години Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина е лидер во светот во обезбедувањето на обуки и реализација на активности од областа на првата помош. Поголемиот дел од граѓаните на Велес плаќаат со стариот стандарден начин на плаќање со банкноти, наместо со платежна картичка. Но статистиката пак покажува дека плаќањето со картици е во подем. Вкупниот број на трансакциите реализирани со платежни уреди за вршење плаќање со картички во првиот квартал од 2016 година изнесувал 16,65 милиони трансакции, од кои 10,43 милиони се реализирани во трговијата, а 6,2 милиони за подигнување готовина. Плаќање во кеш или на картица. Велешани се уште го користат оној стар стандарден начин на плаќање со банкноти. Во голем дел од деловните објекти како маркети и бутици имаат уред за плаќање на картица, но граѓаните тешко ги менуваат навиките. Дел од нив ги користат, а дел велат дека плаќањето во кеш е полесно и поедноставно. Некогаш картиците ги користим, некога плаќам у кеш. Плаќам на карта. Полесно. По-убаво, позгодно. Не се малтретираш новчаник. Јас плаќам исклучиво во кеш. Зашто? Па бидејќи ми е поедноставно, не сум системски човек и мене сум надвор од системот на плаќање преку трансакциони и така натаму. Така ми одговара мене. Ја работам во маркет, идат луѓе, така да само кеш плаќаат. Мислам само со картичка плаќаат, не има проблем апсолутно. Значи нема провизија, нема ништо. Видете, претежно работиме со кеш и така кеш плаќаме. Картичката не служи за друго, за подигање само пари. Плаќам во кеш. Зашто е така? Мислам дека е поарно. Со вработените од маркетите со кои имавме можност да разговараме, иако не сакаа да говорат пред камера, рекоа дека муштериите во средни години најмногу ги користат платежните картици.
Онаму каде граѓаните се уште не можат да ги користат платежните картички се токму зелените пазари. Статистичките податоци покажуваат пак дека плаќањето со картица е во подем. Вкупниот број на трансакциите реализирани со платежни картички на уреди за вршење на плаќање со картичка во првиот квартал од 2016 година изнесувал 16,65 милиони трансакции, од кои 10,43 милиони се реализирани во трговијата, а 6,2 милиони за подигнување готовина. Ако до предизвесно време граѓаните плаќаа со платежни картички само при купување големи количества храна во маркетите или за некоја друга услуга со поголема вредност, денес и пакетче гума за жвакање се купува со картичка. Реконструкцијата на хотелот Интернационал се врши согласно законот, со тоа што општинските служби извршиле проверка согласно документацијата. Валентина Михајловска ги има деталите. Реконструкцијата на хотелот Интернационал се врши согласно законот. Не се одзема дел од тротоарот, се е согласно законот и во рамки на издадената маркица. Кај граѓаните постоеше мислење дека со реконструкцијата се одзема дел од тротоарот. Општинските служби извршиле проверка согласно документацијата. Они не можат да градат на, кажете, бавчата кај што беше. Тука градежни активности не може да добијат во моментот до завршување на целокупни. И дворното место е нивно, меѓутоа таму нема предвидено маркица за било каков објект. Они можат само во реконструкција да добиват врз основа на оноа што го има. Со реконструкцијата на хотел Интернационал ќе се разубави сликата во центарот на градот. До сега беше напуштен, оштетен и собиралиште на скитници и животни. Во детската градинка Димче Мирчев се бара место повеќе. Вкупно 1140 деца од Велес одат во градинка, а има уште околу 100 деца што чекаат да бидат запишани. За да се избегне листата на чекање, одговор добивме од локалната самоуправа со тоа што овој проблем би се решил само со изградба на нова градинка. 1140 деца од Велес одат во градинка. Уште 100 чекаат да бидат запишани. И оваа година се бара место повеќе во детската градинка Димче Мирчев. Од таму велат, интересот за престој во истата од година во година е се поголем. Капацитетите ни се веќе преполни. Во август направивме прием на деца. Моментално има листа на чекање. На таа листа имаме веќе околу 100 дечиња. Значи интересот е многу голем за во градинка. Таму каде што има услови продолжуваме да примаме, таму каде што нема е стопиран уписот, комисиски се разгледуваат документите, комисиски понатака се решава каде има можности и услови за прием. За да се одбегне листата на чекање, локалната самоуправа размислува во Велес да изгради нова градинка. Со работка со UNDP и со Вардарскиот плански регион донесовме едно решение да дел од училиштето Джинот го пренамениме за градинка. Дел ќе се биде за лица со посебни потреби, а поголемиот дел, тоа го дозволува законот, поголемиот дел да биде реконструиран за градинка. Веќе ќе почнеме многу скоро овие денови ќе објавиме тендер за реконструкција на кровот, тоа го финансира UNDP. Градоначалникот Шадиев вели дека училиштето Јордан Хаджи Константинов Джинот е одлично место за изградба на детска градинка. Според потребите, општината планира да гради нов објект и во населените места Караслари, Оризари и Иванковци. Дадовме налог за да се прави градинка во населеното место Каласлари. Имаме наш објект кој така стои бившата амбуланта, да го пренамениме, ми се чини дека Интерградба фирмата го доби тендерот, ќе почне за неколку дена реконструкцијата и ќе ги подготвиме да имаме клон исторен таму, а потоа планираме да направиме еден клон во Ризари и еден клон во Иванковци како најголеми наши населени места. Зголемувањето на бројот на деца кои се згрижени во детската градинка Димче Мирчев се повеќе се должи на работното ангажирање на родителите. Се променува трендот децата да бидат чувани од бабите и дедовците. Освен згрижувачка, градинката има и воспитно-образовна компонента, која нуди програма за рано учење и развој на децата и пружа тие да достигнат одредени стандарди во растот и развојот.
Пред прагот на есента стартува и новата сезона на Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Првата и премиерна представа за оваа сезона е Добрата надеж. Директорот на театарот Јордан Витанов најавува дека ова нема да биде единствена премиера во новата сезона на театарот, туку се подготвуваат најмалку уште две, од кои едната е намената за најмладите. Со доаѓањето на есента стартува и новата сезона на Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Добрата надеж е првата представа за оваа сезона. Од театарот велат дека и оваа година ќе има одличен репертуар. Ќе бидат содржани и представи од минатата сезона, кои побудија голем интерес кај велешани. Театарска есен, тука следуваат 7-8 представи на фестивалот на античка драма, сега веќе во септември, потоа едно гостување на македонско-полска копродукција во рамките на соработката Македонија-Полска за децата бегалци на 21 септември, кој ќе се одржи, потоа фестивалот Импакт, се надевам дека Александар оваа година ќе донесе возбудливи представи и нашиот редовен репертуар. За следниот месец најавија премиера на детска представа Мачерот во чизми, а кон крајот на сезоната најавена е преизведба на Ана Комнена. Некаде кон крајот на сезоната ќе имаме можност да видиме уште една праизведба по текст на нашиот драматург Сашо Димовски, во режија на Васил Зафирчев, Ана Комнена, нов текст, праизведба, како што реков. И се разбира представите од нашиот репертуар, најновата продукција наша, Старицата од Калкута, која освои неколку награди во фестивалот во Прилеп. Од театарот најавија дека оваа сезона на репертуарот ќе се најдат постари представи кои ќе бидат адаптирани на условите во новиот театар. Вчера во ликовниот салон беше отворена изложбата Етно од академскиот сликар Драги Хаджи Николов. Тој се представи со 25 дела, кои се нераскинливо поврзани со етнографското творештво и носат јасни и прецизни безвременски пораки со многу естетика. Отворена е изложбата Етно од академскиот сликар Драги Хаджи Николов во ликовниот салон. Поставени се 26 дела во различни варијации и видувања на авторот на етно наследството. Авторот ја преобразил својата слика во жив и животворен символ на давнешниот македонски етнос. Овдека имам веќе некои обиди да прикажам некои варијации во смисол да сликарството кое важи за чисто етно, односно инспирирано целосно од тој македонски фолклор, го третирам на начин сликарски кој подразбира манипулација со ликовни вредности. Промоторот Александар Мијак е добар познавач на творештвото на Драги Хаджи Николов. Во неговите композиции и дела се проткаени предмети и мотиви од македонското поднебје, тоест македонскиот архетип. Тука е присутен наванот, ѓумот, тепсијата, бутимот, килимот. Сето тоа проткаено со една добра патина, каде што не враќа во минатото, а ни дава добра порака за иднината. Сликите се толку реалистично насликани, што повторно оживеале како нешто за нас скапоцено. Македонскиот кандидат за функцијата генерален секретар на Обединетите нации Срган Керим по завршениот 4-ти круг гласање меѓу првите четворица, соопштуваат од неговиот кабинет. Меѓу првите четворица се пласираа португалецот Антонио Гутиереш, словачкиот кандидат Мирослав Лајчак, српскиот кандидат Вук Јеремич и Срган Керим од вкупно 10 кандидати. Следното гласање во Советот за безбедност е закажано за 26 септември 2016 година. Следуваат вестите од Македонија. Над 88 килограми наркотична дрога марихуана заплени секторот за внатрешни работи Велес по претходно преземени мерки и активности. Имено на 6 септември во 19 часот и 50 минути на локалниот пат Велес-Башино село во близина на бензинска станица било запрено патничко моторно возило Volkswagen Vento со кумановски регистарски ознаки, а управувано од 37-годишниот скопјенец СА, а собственост на ФФ, информира МВР.
Во возилото полицијата пронашла 2 куфера и 3 јутени торби со тревкаста материја. Од страна на полициските службеници за настанот веднаш бил известен јавен обвинител и од страна на судија за претходна постапка добиена е устна наредба за претрес на возилото. Во 2 куфери биле пронајдени 84 најлонски пакувања со тревкаста материја, а во багажниот простор во јутените торби биле пронајдени вкупно 94 пакувања. Вкупно во возилото биле пронајдени при претрес 178 поголеми пакувања со тревкаста материја, со потврда одземени се од пријавениот и предадени на вештачење во одделот за криминалистичка техника на МВР. По завршеното вештачење, утврдено е дека станува збор за наркотична дрога марихуана. Осомничениот СА бил приведен во СВР Велес и со него бил извршен разговор во кој тој појаснил дека пронајдената дрога ја земал од 2 засега непознати лица од Косово и не знаејќи ја содржината на вреќите и куферите, тргнал кон Гевгелија. За транспортот на пријавениот требало да му бидат исплатени, според неговото кажување, сума од 2000 до 3000 евра. Од страна на судија на претходна постапка на пријавениот СА, определена му е мерка притвор во траење од 30 дена. ...256 одобренија за градење се издадени во месец јули, објави Државниот завод за статистика. Бројот на одобренијата е намален во однос на јули лани за 28,7%, а вредноста за 37,9%. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 181 или 70,7% се наменети за објекти од високоградба, 24 или 9,4% за објекти од нискоградба и 51 или 19% за објекти за реконструкција. Од вкупно 256 објекти на 181 или 70,7%, како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 75 или 29,3% објекти инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 711 станови со вкупна корисна површина од 58.253 метри квадратни. Дванаесет лица загинаа синоќа во 2 самоубиствени напади во трговски центар во источен Багдад. Советот за безбедност на Обединетите нации остро ја осуди најновата нуклеарна проба на Северна Кореја. Вестите од светот. Најновата нуклеарна проба на Северна Кореја остро ја осуди Советот за безбедност на Обединетите нации и најави дека ќе почне да разгледува значителни мерки против Пјонгјанг, вклучувајќи воведување нови санкции. Ова се наведува во соопштението издадено по итниот состанок за затворени врати, кој беше одржан на барање на Соединетите Американски држави, Јапонија и Јужна Кореја. Пред само 3 дена Советот за безбедност ја осуди Северна Кореја поради тестирањето балистичка ракета. Дванаесет лица загинаа синоќа во 2 самоубиствени напади во трговски центар во источен Багдад. Одговорноста за нападите ја презеде Исламска држава, соопшти полицијата, јави Тањук. Повеќе од 40 лица се ранети во нападите во Накхил Мол, кои се наоѓа спроти Министерството за нафта. Една бомба експлодирала на влезот на трговскиот центар, а другата на паркингот. Денеска имаме умерено облачно време со локален дожд и грмежи на повисоките места. Температурата според УХМР ќе достигне до 27 степени. Да ги погледнеме деталите.
Благодарам на вниманието, почитувани, останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!